Македонците се рекордери во пиење на седативи и антибиотици. Бројките за издадени дневни рецепти за диазепам растат од секунда во секунда. Само денеска до 13 часот во целата држава се издадени 400 рецепти за диазепам, покажува регистерот на веб платформата Електронско здравство. Граѓаните коментираат дека по овој лек најчесто се посегнува со цел да се намали стресот на кој секојдневно се изложени. Зошто толку посегнуваат, за да се смират поради проблемите, поради нервозите, безпарицата? Не знам што да ви кажам. Па точно е тоа што го прашувате, тоа е тоа. И затоа и од Македонија си одат, затоа што без парица е. Не е само без парица. Не веруваат на Ништо не им чини овдека. Седативи мора да се пијат за да се малку опушти организамот. Ако мислите на тие седативи, диазепам, деметрин, така. Диазепамот е трет по ред најкористен лек. Лани били издадени помалку од 1,4 милиони рецепти. Но не само диазепам, македонците прекумерно пијат и антибиотици. Често пати, матичните лекари од страна на своите пациенти се изложени на притисок и како што се вели народски, да им се препише за секој случај. Зголемен бројот на седативи, бензодиазепините или диазепамот или ексилиумот, така познато меѓу народот. Меѓутоа, за жал, е зголемен и бројот на употребата на антибиотици. Така да кажеме, лекување на своја рака, неправилното и неразумната употреба на антибиотиците може да остават последици врз нашето здравје, како резистентност на некои бактерии. Еве еден апел до пациентите да не земаат лекови на своја рака, секогаш да ги почитуваат препораките од страна на лекари, да ги почитуваат советите од страна на фармацевтот. Инаку, навистина кај нас потрошувачката на лекови, на антибиотици и на било кои други лекови, за разлика од другите земји, се е на едно навистина повисоко, да речам, така, ниво. Експертите посочуваат дека треба да се работи на подигање на свеста, бидејќи кај граѓаните се повеќе владее таблетоманија. Освен диазепамот, најпрепишувани лекови се за покачен крвен притисок и диабет.